Така е, Општина Велес веќе по 11 пат традиционално ја одбележува Европската недела на мобилност. Имаме подолга традиција од 11 години, уште од 2002 година за прв пат се појавуваме како учесници во Европската недела на мобилност. Во 2019 година сме избрани за најдобра општина на национално ниво, согласно активностите кои што ги имаме испланирано во текот на таа Европска недела на мобилност. Како што стана традиција од последниве неколку години, така и оваа година, не само што сите 7 дена ги покриваме со активности, туку започнуваме еден ден порано, односно од 15 септември, денеска, со официјално отварање и презентирање на програмата за сите 7 дена во текот на оваа Европска недела на мобилност. Освен официјалната презентација овој ден, ќе има изложба и Сдруженијето на граѓани Велес Байкинг, како нивно 10 годишен јубилеј, прославување на нивниот 10 годишен јубилеј, а исто така и ги вклопуваме во нашата агенда како наши долгогодишни редовни соработници во Европската недела на мобилност. Значи денеска официјалното отварање е во Европската куќа во Велес во 19 часот. Освен овој ден, сите 7 дена исто така се покриени со одредени активности. Активностите вообичаено и повеќето се поврзани со работилници, каде што се вклучени градинката Димче Мирчев од Велес, исто така Основното училиште Рајко Джензифов од Горно Оризари, редовни соработници ни се представниците и голема благодарност од МВР и СВР, кои што секоја година задолжително имаме работилница со млада популација на тема безбедноста во сообраќајот соодветно возраста на дечињата. Освен овие институции, како наши соработници се јавуваат веќе ги спомнав Сдруженијето на граѓани Велес Байкинг, Сдруженијето на граѓани Green Power и исто така Сдруженијето за церебрална парализа, со кои што ќе имаме и еден ден посветен и на лицата со попреченост, кои што ќе имаат и своја изложба и се надевам дека ќе ги слушнеме нивните пофалби и критики околу тоа градот што има направени за оваа категорија на лица. Најглавен, најголем настан секако е на 22 септември, тоа е денот без автомобили, за кој што настан втора година поред, некако традиционално ни стана да ги повикуваме амбасадорите и делегации. Минатата година помала бројка беше, некаде околу 5-6 амбасадори беа присутни. Оваа година засега имаме потврдена над 10 амбасадори, меѓу кои што доаѓа амбасадорот на Европска унија, амбасадорката на Кралството Шведска, Сојузна република Германија, Полска, Народна република Кина, Кралство Шпанија, Романија, представник од Мировен корпус, Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, доаѓаат неколку представници од парламентарната зелена група, тоа се всушност дел од пратениците од собранието, амбасадорката на Република Србија, представници од Центарот за истражување и креирање политики, тоа се наши соработници, заменик амбасадорот на Кралство Холандија. Исто така, освен овој дел 22 септември, кој што е голем настан, ќе го направиме во соработка со Green Power, голема благодарност до нив, кои што веќе ја подготвуваат патеката за искачување до Ридот Вршник и до Велес Байкинг повторно, кои што пак од другата страна исто така и они ќе не се придружат на Врвот Вршник. За целата ова Европска недела да изгледа така како што изгледа, имаме голем број на соработници и поддржувачи. За пофалба да речем, од пред 3 години веќе официјално идеја на тимот кој што работи на ова Европска недела на мобилност е доколку можеме и колку можеме да помогнеме во училиштата со обезбедување на спортски реквизити, не само како помош на училиштето, туку и поттикнување на младите за здрав начин на живот. Благодарение на општествено одговорни компании, како што кажав, веќе 3 години поред се доделуваат донации во училиштата. Оваа година наши соработници се Стокомак, Несле Адриатик, Еврофарм, Виталија Никола ДОО, Базаро и ДПТУ Кола. Освен овие поддржувачи, веќе неколку години поред не поддржува Европска куќа од Велес, делегацијата на Европска унија и ГИС. Накратко, ова е околу Европската недела во Велес. Агендата слободно има страната објавена на интернет страната на општина Велес. Добродојдени се сите граѓани на било која активност, особено ве повикувам на 22 септември да ни се придружите заедно, барем за еден ден да заборавиме и на автомобилите, да отидеме во природа.